Како напаѓачи украдоа $600 милиони во криптовалути од Poly Network. Оваа недела се случи најголемата кражба на криптовалути. Од децентрализираната финансиска платформа Poly Network хакер или хакери, засега е непозната, успеа да украдат криптовалути во вредност од $600 милиони. За среќа, се уште непознатиот напаѓач веќе врати $342 милиони. Украдената сума е највисока во историјата на децентрализираните финансии, иако во неколку напади претходно се украдени и повеќе криптовалути. Според бројот на украдените токени, без сомневање нападот на Mt. Gox ќе остане уште подолго време на врвот. Единствена причина што во моментов не е на врвот е ниската цена на биткоин во времето на нападот. Украдените 850.000 биткоини вреди околу $470 милиони. Денес, кога еден биткоин вреди околу $44.000, вредноста на украдените коини е преку $37 милиарди. Што е Poly Network? Што е Poly Network? Жртва на нападот е Poly Network, платформа која возможува peer-to-peer трансакции. Платформата спојува повеќе блокчейнови од различни виртуелни валути, за да можат меѓу себе да бидат интероперабилни. Например, корисник на Poly Network може да префрли биткоин од Ethereum блокчейн на Binance Smart Chain. Напаѓачите успеале да пронедат и да искористат пропуст во дигиталните договори кои ги користи платформата за префрлање на токените на различен блокчейн. Како се украдени токените? За префрлање од еден на друг блокчейн, Poly Network користи паметни договори. Договорите ги поврзуваат Binance Smart Chain, Ethereum и Polygon со инструкции за префрлање на средствата. За поефикасно префрлање на токените од еден на друг блокчейн, еден од паметните договори има многу голема ликвидност. Напаѓачот искористил пропуст во овој паметен договор и ги пренасочил средствата од трите блокчейни на три различни адреси. Во нападот, хакерот успеа да украде 12 различни криптовалути, помеѓу кои Етер, токени поддржани од Биткоин, Тетер, Dogecoin, со вкупна вредност од околу $610 милиони. Хакерите успеа да ги пребришат инструкциите на договорот за секој од трите блокчейн и ги пренасочија средствата на три адреси на паричници, дигитални локации за складирање токени. Овие адреси подосна беа пронајдени и објавени од Poly Network. Засега е нејасно дали станува збор за еден напаѓач или за поголема група напаѓачи. Одговорноста за хакирањето засега ја презема хакер кој вели дека целта на нападот е да укаже на безбедносниот пропуст. White Hat хакер или напаѓачот вели дека не е заинтересиран за финансиската добивка и дека единствена причина за нападот е предизвикот, но и да укаже на небезбедната технологија. Сепак, дел од експертите се скептични. Сметаат дека за ваков напад на напаѓачот му било потребно долго време да се подготви, а и украдената сума е преголема. Поради ова, дел од експертите сметаат дека всушност напаѓачот се исплашил откако безбедносната компанија Slowmist успела да ги идентификува неговото поштенско сандаче, отпечатокот на уредот, IP адресата и кинеската берза за криптовалути која користел Хоу. Сепак досега не е откриен идентитетот на напаѓачот, ниту дали станува збор за еден или повеќе напаѓачи. Експертите додаваат дека кражбата на олку голема сума е тешко да се скрие. Перењето на криптовалутите или нивна промена во традиционални пари не е едноставно, што може би влијаело на одлуката на напаѓачот да ги врати парите. Poly Network испрати порака до напаѓачот со предупредување и барање да ги врати украдените средства назад и креираа три адреси на кои требаше да ги врати коините. И пораката е следнава: сумата која ја украдовте е највисока во историјата на децентрализираните финансии. Службите за спроведување на законот од сите држави ќе го сметаат ова за економски криминал и ќе бидете кривично гонети. Парите се од десетици илјади членови на криптозаедницата, од луѓето. Голем дел од украдените токени се веќе вратени. Она што никој не го очекуваше е дека напаѓачот навистина ќе ги врати средствата. Најпрви, анонимниот хакер креираше токен со порака, хакерот е подготвен да се предаде и го испрати до Polygon блокчейнот. 7 минути подоцна, во 3 трансакции од 10.000 и 1 милион USD коин врати криптовалута со вредност од $1 милион. Потоа следеа трансакции во кои ги врати речиси сите средства на Binance Smart Chain. Од $253 милиони украдени на овој блокчейн,
треба да се вратат средства кои се во вредност од 2,6 милиони долари. Иако ова е последен и најголем напад оваа година, децентрализираните финансии се цели на напад цела година. Во првата половина на 2021 се украдени криптовалути, чија вредност е проценета на 361 милион долари. Сепак, експертите во коментарите за овој напад велат дека токму последниот пример е показател за безбедноста на криптовалутите. Мислам дека покажува дека дури и ако успеете да украдете криптосредства, поради транспарентноста на блокчейнот и блокчейн аналитиката, нивното перење и кеширање е исклучително тешко, вели Том Робинс од компанијата за блокчейн аналитика Elliptic. И другари, тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви беше интересна темата. Доколку тоа е така, удрете еден лайк, а оние кои се нови обавезно суп на овој канал. А ние се гледаме повторно во некое мое следно видео. До тогаш, поздрав!